Почитувани, со цел што полесно да се помине на тешката зима на енергетски план, Министерството за економија подготви план и препораки за штеди на струја за безбедна зима. Овој план е со цел потрошувачката на електрична енергија да се намали за 15%, споредено со истиот месец од претходната година, првенствено за да се намали потрошувачката на струја, а со тоа и трошоците, а потоа и електричната енергија да биде достапна секому и секогаш. Електричната енергија оваа зима ќе има доволно, но од секој нас зависи како и зашто таа ќе се користи. И понатаму потребите за електрична енергија на Евана Хоум за граѓаните и малите потрошувачи ќе се задоволуваат исклучиво од наше сопствено домашно производство без увоз на струја. АДСМ во првите 7 месеци од 2022 година произведе за 15% повеќе електрична енергија во однос на истиот период од лани. Зголеменото производство се должи на зголемувањето на производството од термоелектраните Рек Битола и Рек Осломе, и тоа за 40%, додека целиот план за производство за 2022 година е направен за 20%. Но и покрај ова, важно е за сите, од јавните установи и институции, преку приватните компании, па се до домакинствата, да намалат потрошувачката на електричната енергија. Јавните институции и државните предпријатија добија задолженија за намалување на потрошувачката на електрична енергија во периодот од 1 септември до 31 март 2022 година. Дел од овие задолженија се: да се исклучи декоративното осветлување на фасадите на сите јавни објекти и културни споменици, да не се користи осветлување во внатрешните простории и канцелариите во јавните објекти во периодот кога има доволно дневна светлина. Во јавните објекти, во сезона на ладење, температурата на климатизерите да не се мести на пониско од 27 степени, а во сезона на грејење не повисоко од 20 степени. Јавните институции во рамките на буџетите да инсталираат колекторски системи за загревање на вода, доколку тоа е разумно и исплатливо. Јавните институции целосно да го исклучат осветлувањето во излозите во периодот после работното време. Да се заменат старите сијалици со вжарено влакно со компактни флуоресцентни сијалици. Редовно да се менуваат филтрите на грејните тела, односно клима уредите во работните простори. Дополнително се задолжуваат сите институции на централно ниво од редот на своите вработени да определат лица кои ќе се грижат за намалување на потрошувачката на енергија согласно наведените препораки, применувајќи чести контроли во текот на работното време, а особено по завршување на работното време, со цел намалување на потрошувачката за 15% споредено со истиот месец од минатата година. Во планот слични насоки, но само како препораки, се однесуваат и на приватните компании и домакинства. Со почитување на овие задолженија и препораки ќе се намали потрошувачката на електрична енергија, ќе се намалат сметките за струја и нема да дојде до загрозување на редовното снабдување на електрична енергија. Затоа сите да се водиме од овие препораки во периодот кој што следува. Ви благодарам.